Декемвриско утро во Кавадарачко во Озарци. Чадот од оџаците на куќите единствено навестува дека во селото има живот. Гласови од луѓе слушнавме дури кога се приближивме до селската продавница. Таму затекнавме неколкумина жители кои дошле да пазаруваат. Ги прашавме како живеат во близина на Euronickel Industry и загаден ли е воздухот што го дишат. Дел од нив не сакаа да одговорат. Двајца без проблем застанаа пред камерата. Најчесто се загадува тоа у некои ветришта, некои камиони кои се кипа руда, која се носи по 200 камиони у денте и така. Мирисат. Дотидам на лозијето Шивецко, имам лозија. Кога ќе излезиме со сната, со внучиното, сето црно. Црвеница, кал, сето, ќе бериш Грузија. Жителите на Возарци од своите прозорци секојдневно го гледаат индустријскиот комбинат Euronickel. Од нивните домови тој е оддалечен помалку од 500 метри воздушно. Ги дели само регионалниот пат Шивец-Кавадарци-Дреново. По него се одвива транспортот на рудата со камиони што се топи во печките на индустријскиот капацитет. Токму за овој вид загадување, дел од жителите му напишаа на истражувачкиот тим на ДУММК. Убедени се дека дополнително ги загадува прашината што се разнесува од транспортот на рудата. Со нив не се сложува менаџментот на Euronickel Industry. Тие наместо во камера одлучија писмено да одговорат на новинарските прашања. Тврдат дека совесно и одговорно работат согласно интегрираната еколошка дозвола. Според менаџерите, индустријскиот капацитет не е предизвикувач на загадувањето на амбиенталниот воздух со PM10 и PM2,5 честички. Тие, освен на резултатите од интерните секојдневни мониторирања на амбиенталниот воздух и на емисиите на оџаците, од 4 годишни мерења на акредитираните лаборатории, како и редовните на државните институции, ги посочи и резултатите од анализата на општина Кавадарци. Нивните мерни станици не покажувале високи концентрации на прашина од транспортот на рудата. Емисиите само биле во рамките на дозволеното. Градоначалникот на Кавадарци одржа пресконференција на која ги презентираше резултатите од 3-годишното истражување за квалитетот на воздухот, а се базира врз мерењата вршени од 3 мерни станици поставени во Кавадарци и една во село Возарци. Причината поради која го споменуваме е тоа што самата анализа е направена независно од нас, а за потребите на општината, при што резултатите јасно и недвојбено покажуваат дека во Кавадарци и Возарци, кои исто така најблиското село после Шивец, имаат проблем со загадувањето единствено во зимските месеци, што е последица на користење на класичниот начин на грејење на домаќинствата. Пишува во писмениот одговор на Euronickel. Двете мерни станици во општина Кавадарци, како и едната во село Возарци, се на лабораторија Амбикон на Факултетот за природно-технички науки при Штипскиот универзитет Гоце Делчев. Раководителот, професор доктор Дејан Мираковски, вели дека општината презентира само дневни вредности на елементарен јаглерод во воздухот, една од најважните компоненти на PM2,5 честичките, кои во атмосферата доаѓаат од некомплетни процеси на согорување на течни и цврсти фосилни горива и биомаса. Затоа Мираковски смета дека неопходно е да се направат темелни истражувања и анализи за прецизно да се идентификуваат видовите на загадување и загадувачите. Од вакви типови на загадување, од вакви типови на мерења тешко можете да ги потврдите изворите точно, да ги пропорционирате кои се изворите на загадување. Вие може да видите временската распределба, може да видите кога ни се јавуваат пиковите, меѓутоа врвовите на највисоките концентрации, меѓутоа не може да кажете оволку проценти доаѓа од ова, оволку проценти од ова. Тоа е друг тип на мерења, значи се вика пропорционирање на извори, се прават модели кај рецепторите, емисиони модели и така натаму, и прилично покомплексна задача. И додека општината ги прави првите чекори за утврдување на квалитетот на амбиенталниот воздух, кавадарчани знаат дека со години наназад континуирано дишат загаден воздух, особено во грејната сезона. Од што се состои најмногу загадувањето на воздухот? Од индустријата, фактички, од фени е доста загадувач. И други, мислам, грејењето на луѓето се греат со некои материјали што испуштаат штетно зрачење. Па, например, фени, тие се така, таа индустрија што ни е туку Кавадарци. Од автомобилите.
од колите и од многу сообраќај. Па колку што може да се избегнува, да се заштитат и да не загадувате, затоа што секој што загадува се придонесуваме сами лошо за нас, за нашите деца. Државниот инспекторат за заштита на животна средина не ни одговори конкретно на новинарските прашања за бројот на денови и на месеци, кога се утврдени највисоките концентрации на загадување на воздухот во Кавадарци. Тоа што мери оваа државна станица ни го потврдија граѓанските организации. Во пиковите, концентрациите на PM10 или на PM2,5 частичките се дури 8 пати повисоки од максимално дозволените концентрации. Сето тоа е сублимат од повеќе фактори. Поточно, индустријското загадување, загадувањето од големиот број на автомобили, загадувањето од домаќинствата. Не можеме да кажеме дека загадениот воздух е само од домаќинствата или само од автомобилите. Со Паризов се сложува и екологистот Горијан Јовановски, според кого загадувањето на воздухот во Кавадарци е специфично. И тоа поради секојдневното надминување на дозволените граници на PM10 и PM2,5 частичките, регистрирани од страна на државната мерна станица од 15 октомври до крајот на 2021 година. За да се утврди точниот извор на загадувањето, Јовановски смета дека потребен е 24-часовен мониторинг на индустријските капацитети. Според нас, активистите кои што долги години се бориме за ова, мора да има континуиран 24-часовен мониторинг, јавен, кој што е достапен во кој било момент, за кој било граѓанин да ги види точните изворни вредности на аерозагадувањето што произлегуваат во околината на овие индустријски објекти. Да се постават станици буквално периметарно околу секој индустријски објект кој што има А или Б интегрирани лиценци, за да се знае точно дали тие навистина загадуваат или не придонесуваат до аерозагадувањето. И тоа доаѓа од други извори, домаќинствата, автомобилите и така натаму. За градоначалникот Митко Јанчев, реализацијата на два стратешки инфраструктурни проекти представува решение за десенискиот проблем со загадувањето. Првиот е гасификацијата на градот. За неа општината подготви основен и изведбен проект за секундарна и примерна мрежа во должина од 17 километри. Вториот е изградба на заобиколница околу Кавадарци. За овој проект потребна му е финансиска помош од државата. Кавадарци треба државата да го третира малку посериозно во делот на таа заобиколница, затоа што имаме 2 до 3 сериозни производни капацитети. Со над 7000 вработени и дневно со по 300 до 400 тешки товарни камиони кои што доаѓаат до нивните фабрики и се движат низ делумно двете населби, односно село Марена, населбата Глишич, преку Кавадарци, продолжуваат за Возарци или продолжуваат таки Росма. Таа заобиколница би била траен спас за тешкиот товарен сообраќај, да го тргнеме од Кавадарци и во тој дел ние многу голем дел ќе спасиме во делот на загадувањето, тоа што доаѓа од товарниот сообраќај. Локалната власт исто така за излез од фактичката состојба го подготви локалниот еколошки акционен план. Веќе 4-та година ги стимулира граѓаните со субвенции за инвертер клеми и велосипеди, а од годинава планира да ја намали цената на јавниот превоз. Пензионерите и граѓаните кои живеат над 2,5 километри во општината ќе се возат бесплатно. Дополнително ќе инвестира и во алтернативни извори на електрична енергија, поставувајќи фотоволтаични панели на сите јавни објекти.